Ова е во рамки на проектот за Kaizen Management кој што го спроведуваме во функционирањето на Министерството за здравство. Тоа е еден јапонски систем кој што е веќе по пети пат го имплементираме како модел овдека во Струмица. Овој пат досега даде одлични резултати во сите здравствени установи каде што бевме. Очекувам дека такви резултати ќе имаме и во Струмица. Веќе се детектирани определени работи на кои што треба да бидеме фокусирани. Она што и сега на состанокот со дел од вработените го истакнаве дека во овие 5 дена не треба да молчиме за проблемите, треба проблемите да зборуваме за проблемите со цел да најдеме решение на истите. Тоа треба дури и да се критикуваме, да наоѓаме, да зборуваме и за најмалите ситници кои што ни сметаат или недостатоци кои што се појавуваат со цел истите да бидат надминати. Тоа е суштината на концептот, да се поставуваат прашања, да се отворено говори за проблемите и да се наоѓаат решение на тие проблеми. Покрај од организацијски аспект, со нас тука има и професори, еминентни доктори од клиниките од Скопје, кои што исто така ќе пренесуваат знаења, искуства и вештини на нивните колеги овдека во Струмица, за некои методи можеби кои што не се работат или освежување на некои знаења, така да очекувам и тоа да има сериозно позитивно влијание на функционирањето на општата болница во Струмица и подигнувањето на нивото на квалитет на здравствените услуги. Благодарам, повелете се прашање. Каде се става најголемиот акцент првично од докторите? Кој им е најголемиот проблем во нашата болница? Има на повеќе работи, да речеме, акцентот го ставивме. Прво гледаме организацијските аспекти, гледаме дека треба да има определени подобрувања во делот на функционирањето на амбулантите. Она што исто така ќе ни биде краткорочен приоритет е ставање во функција целосно на мој термин и електронските листи на чекање, електронското закажување. Идејата е да се ослободат поголем број термини за закажување кај специјалисти од една страна, од друга страна и кога ќе се постават тие термини, кои ќе се определат истите да се почитуваат. Тоа е вака еден краткорочен приоритет на кој што ќе бидеме фокусирани, а исто така ќе бидеме фокусирани и малце повеќе во делот на патологијата, ПАП тестовите, гинекологија и така натаму. Каде е силното поштувањето на ангиограф со дебетот на вани, треба да биде поставен март? Ангиографот е поставен, се прават некои финални функционира, меѓутоа не даваме здравствени услуги. Се прават определени финални тестирања, а ќе почне да се даваат здравствени услуги тогаш кога професорите од клиниката за кардиологија ќе кажат дека сме спремни да почнеме да даваме здравствени услуги овдека во Струмица, од аспект на тоа да бидат спремни и обучени целосно персоналот за давање на вакви услуги. Тоа воопшто не би го брзал, затоа што не смееме да дозволиме да отпочне да се даваат здравствени услуги, а се уште да не бидеме 100% сигурни дека имаме целосна обученост. Веќе се испратени на обука доктори, значи обуката трае. Исто така имаме договорено и тоа е дел од договорот за набавка на ангиограф да доаѓа и странски доктор тука да престојува 2 месеци во Струмица, меѓутоа сакаме да имаме еден континуитет. Откога ќе дојде докторот, потоа после него да продолжиме со кардиолози од Скопје определен период и потоа да отпочнати самостојно да ги извршуваат овие не се толку едноставни здравствени услуги. Ова е практично сличен модел како што го имавме во Битола. Вие се сеќавате, исто и во Битола беше инсталиран ангиограф и подолго време работевме заедно со доктори од Скопје за потоа откако докторите од Скопје рекоа дека можат самостојно да се изведуваат тие интервенции, во Битола отпочна самостојно да работат и веќе имаме над 120 извршени интервенции. Очекувам истиот пат да го имаме и овдека во Струмица. Да било лесно до сега, сигурно ќе се направило, потребно е време, потребна е посветеност, има посветеност, апаратот е набавен, меѓутоа мораме да бидеме целосно сигурни дека обуката е квалитетно извршена и има квалитетни знаења кои што ќе овозможат да се отпочне самостојно со изведување на оваа услуга. Само уште едно прашање, значи неонатолошкото оделение беше обновено со проектот кој го отпочна за обновување, но меѓутоа сигурно да прашат за секоја втора жена родилка во Струмица, акушерското оделение му треба обновување. Го имате на план или? Го имаме на план и оваа недела ќе ви го објавиме решението.
скенираме неколку модели на решение. До петок оваа недела сигурно ќе имаме начин, ќе објавиме начин како тоа ќе го завршиме. Струмица е еден од центрите за акушерија и за гинекологија и акушерство во Македонија со некаде околу 1200 пораѓања. Мислам дека е голем центар кој што заслужува посебно внимание и во рамки на овие бројки, во рамки на волуменот на работа кој што се изведува, ќе имаме и таков тип на решение. Очекувајте да имаме решение кое што сигурно ќе биде малце покрупно, затоа што е и крупен обемот на работа кој што тука се изведува. Се надевам дека ова ќе биде една конструктивна средба. Успеавме со нив и аманет да не кажам, да ги донесеме сите овде, да ги презентираме нашите проблеми, ќе дојдеме до некои клучни решенија. Ни треба во секој случај голема помош, подршка од нив, разбирање за реалната ситуација, а ние од наша страна ќе направиме се за да ги подобриме условите во болницата и да овозможиме обемот на работа уште повеќе да се зголеми. Во моментот најголем приоритет ни е решавање на оперативниот блок. Мислам капацитетот на оперативниот блок према обемот на работа и према случувањата во околината и гравитацијата, да не кажем, на пациенти од многу други општини према Струмица, реално во денешни услови не ги задоволува потребите и сме принудени да ги транспортираме во други центри и покрај тоа што мислам со малку дообука нашиот персонал и нашите вработени, поточно моите колеги, можат многу повеќе интервенции да пружат во нашите простори. Се надевам оти ќе најдеме некое заедничко решение за да се прошири оперативниот блок и да им се даде шанса на многу млади колеги да го докажат тоа што знаат и можат да го работат.